Сара, најпрво, фала ти што прифати да бидеш дел од серијалот на Херои. Денес сте ми посебно драги сите што сте тука. Можеби, нели, не беше поентата денес да дојдат девојки кои што имаат ослабено повеќе од 20 килограми, туку денес ги барав баш оние правите војници, доследните, со најголема дисциплина, дури кога нема мотивација, па така многу ми е мило што денес имам таа чест јас да разговарам со тебе и девојките да ја слушнат твојата приказна. Добро дојде. Добре те најдов, ти благодарам на поканата и на признанието кое ми го даваш за се она што го правам пред се за себе, а и понатаму за девојките од армијата. На девојките сега си им позната, освен како, нели, еден војник за пример, како девојка која што трча секојдневно, со Pitch Army си подолго време, ама активна стана после Don't Be a Shit Challenge-от. Ако добро се сеќавам, имаше некоја објава, поправиме ако грешам, мислам дека татко ти имаше речено до кога вака ќе тераш, така беше, до кога вака ќе тераш, се памтам, до кога вака ќе тераш, посебно мислам дека ти имаше погодено коментарот заради тоа што ти си активна вежбачка од твои 17 години. Да, вежбам од 17 години, моментално имам 30 години, тоа се отприлика 2-13 години активно вежбање во теретана, со повремени паузи, и тоа е она што мислам дека на секој вежбач рекреативец му е најголем проблем, дека во одреден момент доаѓаш до еден период на кога немаш мотивација, кога ја губиш дисциплината која си ја стекнал и стагнираш и полека почнуваш да се повлекуваш. Прво сето тоа почнува со ај денес нема да појдам во теретана, ај денес ќе каснам што било, и си се пролонгира сето тоа. И мене ми се случи еден друг период каде што јас прекинав со работа, имав мала повреда на половината. Поради тоа малку престанав со вежбање, тоа си повлече и не толку здрава храна, и тој навидум кус период траеше нешто повеќе од година дена, во кој што јас нормално се здебелив. Самото тоа што јас престанав да имам физичка активност ме доведе до тоа да накачам килограми. И можеби вака за околината, за луѓето кои што ме познаваат, тоа и не изгледаше толку страшно. Можеби други луѓе со таа килажа се и задоволни, да кажам. Но не и за вежбач кој што... Да, јас не бев задоволна, а она што не ме повреди коментарот од татко ми, туку ме освести. Те освести. Затоа што тој е човек кој што многу не коментира такви работи, не коментира физички изглед. И кога домашните веќе ти велат дека ти претерал, значи стварно си претерал. Кога оние кои што секојаш ти викаат седи, уживај, таман си, топ си, супер си, ти викаат сега веќе не си, значи стварно си ја стигнал границата. Кога доаѓа од личност која што ти е блиска, посебно од татко или мајка, не може да биде за навреда. Туку знаеш дека заради тоа што ти мисли добро и посебно верувам дека на човекот му паднало криво, зашто те знае 13 години, одиш во теретана, не сака да ја гледа таа Сара или ја знае Сара од претходно што била, не сака да го изгуби тој дух, така да фала му на таткото што го дал коментарот, ќутел, ама во точно време дал прав коментар. Да. Кажи ми, нели, спомнавме неколку пати дека си вежбала уште многу поодамна пред Pitch Army. Што се случи, зошто влезе во Pitch Army? Како се исхрануваше, нели? Одеше во теретана, ама каков беше твојот начин на исхрана? Па беше многу поедноставено што го имаме тука на програмите, значи претежно ориз, стейк, варени, нели, спремени со варење, едноставен мислиш на едноличен? Да. Значи, без некои состојки кои што јас искрено за многу работи прв пат тука слушнав и прв пат се охрабрив да ги пробам, пошто ги гледав дека девојките нели ги прават, че викам ако колку жени ги јадат, сигурно не се толку лоши, дај да им дајме шанса на работиве. Беше поедноставен, не викам дека тоа е лош начин на исхрана, туку поради тоа јас доаѓав до тие периоди на стагнација и ми издосадуваше. Не е лесно за човек кој што тоа не му е работа, како што не ми е мене да изгледам така работа.
Јас не сум професионалец во таа област. Јас имам секојдневен живот, обврски, Точно. излегувања и на кафе и на вечер, ручеци вечери во ресторан. Точно. Сакам да знам што можам да нарачам, а да не си го нарушам процесот. И не сакам да се чувствувам виновна ако изедам нездрав во наводници оброк. И тоа беше тоа што почнав да барам некоја програма, како што кажав и на почетокот, пред неколку години се приклучив, се хранев јас на тој начин, меѓутоа не бев толку активна во групи, во такви работи. До некаде имаме слична приказна и ќе кажам, нели, зошто па јас започнав со целово ова, со целата Pitch Army програма. Значи јас вежбав исто, мислам дека и од исто сме вежбале. Колку си ти, 30, 31? 30 имам полни, да. И значи од иста возраст имаме почнато да вежбаме, 12-13 години веќе активно и кога почнав со тренинзи, кога видов дека за да бидеш здрав треба да јадеш ориз, стек и ориз и стек и туна. А јас сум човек кој што е гурман, ама во исто време и сака да вежба и сака да изгледа убаво и знае да готви. И сум имала прилика да научам да готвам од моите домашни, од тато и од дедо бил кувар на времето и заради тоа сум знаела да ги спојам некои состојки кои што никој не би се осудил. И знам многу лесно да напишам рецепти. И сум почнала како, а што ако јас ги спојам сите здрави состојки и направам, наместо да направам манџа со запршка, ќе направам манџа вкусна без запршка. И така почнав. На многу им беше чудно. Многу тренери се водат тргнуваат од самите себе и тоа е најчестата грешка. Ако ти сакаш да изгледаш како билдер, ќе јадеш стек и ориз и без зејт или ќе бидеш така. Ама ние сме луѓе, вклучувајќи се и себе си во оваа група, кои што, да, сакаме да изгледаме згодно, ама не сакаме да јадеме само ориз и стек и заради тоа оттаму произлезе целиот овој начин на живот на Pitch Army во кој што се вклопија и се пронајдоа многу девојки меѓу кои и ти. Така да мерак, многу ми е мерак што имаме до некаде слична приказна и што заедно почнавме да се исхрануваме баш како што треба и да сме мотивирани во ова. Колку имањето на план и тренинг за исхрана е корисно во денот? Па мене ми е многу корисно, затоа што јас сакам да ми е денот организиран, сакам да знам кога што правам. И искрено планот за исхрана кој што го има во програмите мене многу ми помогна, затоа што јас не се мислам што ќе јадам после утре или не знам кога, туку си пазарам еднаш неделно, знам кои состојки ми се потребни за цела недела од прилика. Нормално, освен тоа што треба свежо да се купи, ама се што може да се чува во фрижидер, знам колку состојки, колку количински ми треба и не лутам и не се доведувам во ситуација да не знам што да јадам или да прегладнам, да немам ништо дома за јадење. Јас и да не го имам спремано рецептот што го пишува за ручек или за вечера или за појадок дури, ги имам дома состојките, не морам да го спремам на тој начин ако е како манџа, ако си го ставила ти како манџа, не морам да го спремам како манџа. Ќе земам ќе го испечам стекот во ерфраер или на тавче без масло, се едно како и да било. Ќе сварам ориз, компир. Битно ќе ги изедеш состојките кои што се дадени во рецептот. Или не морам ниту ориз, ниту компир, можам да јадам интегрален леп. И тоа е многу добар совет за девојките, дека не мора точно да се водат по рецептот, битно е да ги изедат состојките кои што се дадени. Така е, да. Колку групата, заради тоа што си доста активна во групата, колку групата и постирањето внатре во неа тебе ти значеше и влијаеше на твојот резултат? Најмногу. Значи јас постојано тоа го пишувам во групата и го кажувам дека неверојатно многу ме одржа пишувањето во групата од моја страна, она што јас си го објавував, да останам доследна сиве овие месеци. Почна многу едноставно, многу, нели, како да кажам, спонтано кога се пријавив на челенџот. Не очекував дека јас ќе пишувам секој ден и како сега се сеќавам на моментот кога го пишував постот, јас пошто си имав апликацијата од претходно на телефон, се логирав нели после регистрацијата на челенџот и знам сопругот ме чекаше да излеземе на кафе
И му викам, чекај само да го допишам ова и одиме. Значи, како сега ми се прави слика пред мене од ситуацијата и го допишав првиот пост кој што го објавив, го имав и погрешно објавено, не знаев како се објавува. Мислам дека знам за ова, да. Да, па Јован, мислам од тимот ми пиша, не е така, види го видеово прво. И од тогаш понатаму продолжа, нели тогаш имаше као картички, зелена, жолта и не се сеќам црвена, веројатно беше така, не направиш ништо. И си продолжив едноставно, тоа ми даваше како мотив, не дека јас морав да ги правам сите тие работи, апсолутно дека тоа секој си го прави за себе, не го правиме за никој од групата. Меѓутоа тоа ме мотивираше, чекај сад денес да ги сликам јадењава, да се сликам во теретана кај што вежбам. Па понатаму тие слики кои што си ги правевме те мотивираат, сам си се гледаш колку си напреднал, кај мене имаше визуелен напредок на сликите и Што се случи после Don't be a shit challenge-от? Зашто нели спомнавме дека ти си била многу поодамна дел од групата на Pitch Army. Што, дали самите тие задачи, протоколи кои што ние ви ги зададовме со Don't be a shit challenge-от, да штиклираш денеска каков ти бил денот, дали си извежбал, дали си јадел, колку си бил добар во текот на денот, дали тоа беше мотивација што да те натера тебе да почнеш да пишуваш или беше некоја друга причина? И зошто не пишуваше претходно? Зошто не беше активна претходно? Претходно не пишував од срам. Како срам? Од кого? Не знам од кого. Јас сум со тебе, како што кажав и преска, уште од времето кога ти имаше групи на Facebook, каде што ние сите кои што сме членови гледаме кој од нашите пријатели е исто така член. Да. Па се чувствував непријатно во смисла што ќе речи ова, што ќе речи оно. Знаеш, сите си патиме понекогаш од тој комплекс. Меѓутоа, кога почнав да пишувам тука во тие 21 ден колку што траеше челенџот, сватив дека реално никому не му е гајле. Точно. А дури и да му е? И да му е, негов проблем. Точно. Дека ти тоа го правиш за тебе, јас тоа го правев за мене, не за тебе, не за некој што чита тука, затоа што јас сум свесна дека во групата, нели, покрај ние што пишуваме, има многу девојки кои што само читаат и не се активни, меѓутоа практично пола Македонија е кај тебе на програма. Види, во рета и ти си била една од тие девојки кои што активно само читале, така да верувам дека и они го имаат тој проблем како тебе. Затоа сакам да ги охрабрим. Јас апсолутно охрабрувам, ако мислиш дека ќе ти е полесно, ако го напишеш тоа, напиши го. Реално, ако некој го прочита, само што ќе излезе од апликацијата, дури ќе заборави од кого прочитал објава, затоа што на луѓето денес не ги интересира, секој си го живее животот свој. Ама види, не ни правиш ти нешто лошо. Во нашите глави и реално ова што го правиме е добро и е позитивно. И за нас, и за... Не му правиш штета на никого. Зошто да не го објавиш? Не е ништо срамно, не е ништо срамно. Апсолутно. Меѓутоа те живеев со некакви такви предрасуди, да кажам, и поради тоа не објавував, а кога сватив дека по завршувањето на тие 21 ден, нели јас освоив и второ место на челенџот, иако не ни знаев дека уствари е надпревар. Не знам, може сум испуштила ако пишувало негде. Јас не знаев дека е тоа некој надпревар, освоив второ место, добив 6 месеци да сум на програма, пристап до програмата. И едноставно продолжив, си реков, ова е добро, зашто да не продолжам. Освен тоа гледав дека многу девојки се мотивираат од она што јас го пишувам. Особено од вежбањето во теретана и од трансформацијата која што понатаму ја видоа тие кај мене. Значи ги охрабруваме многу девојки. Да, пишувајте девојки, не е страшно. Да, пишувајте, не е страшно и не само за тој дел, само за апликацијата. Значи многу работи на многу полиња, многу девојки, па и мажи, нели во конкретно на сега жените не интересираат, не ги постигнуваат целите кои што ги зацртале ни професионално, ни со партнерот, ни физички, затоа што се срамат од кој што ќе рече. Да. Значи, ти од девојка која што се срамеше да објави нешто во групата, стана наш херој и некој што ја мотивира буквално пола Македонија жени. Ти си стварно наш херој и уште еднаш фала ти многу што ја споделуваш денеска твојата приказна со нас. Сака ли Сара чит милови? Да. Кој не сака? Ајде да им кажеме на девојките дека не е страшно да имаш чит мил и дека не треба да се демотивираат после чит мил, ама што прави Сара за да го заслужи тој чит мил?
Што прави Сара? Вежба. Вежба и трча редовно, нема прескокнување тренинзи кај мене. Имам дневен распоред во кој што вежбањето или трчањето не ми е во слободно време, туку вклучено ми е во распоредот. Во туди листата е. После завршен тренинг, јас имам слободно време за останати работи, вклучувајќи и средби со пријатели, излегување и така натака. Јас си сум приоритет сама на себе. Со вежбањето јас си го одржувам моето физичко и ментално здравје. Браво. И Колку често правиш читмил? може да се случи еднаш-два пати неделно сега овој период, а додека ги губев килограмите, ретко. Тоа е исто многу битно. Ретко. Секое одскокнување од планот тебе те враќа неколку чекори наназад. Значи, според тебе треба да се дојде до некоја до некоја посакувана цел, до некоја Тежина, форма, тежина, зависи кому што му е целта, а после тоа да си дозволуваме. Јас често кога девојките во групата ќе напишат као јадев тоа или тоа. Не е страшно, апсолутно. Ние не сме се здебелили од еден хамбургер или од една пица. Нема ниту да ослабеме ако еднаш не јадеме хамбургер или пица. Така е. Нема ниту кој знае што да се случи ако еднаш јадеме. Меѓутоа, кога имаш ти одредена цел, неколку месеци тебе ти се потребни за телото веќе да навлезе во таа фаза, едноставно само ти си го забавуваш тој процес. Инаку јас во деновите кога имам cheat meal, значи си појадувам или си ручам, се едно до тој cheat meal јас јадам нормално по програма како што ми е предвидено. Го јадам јадењето, понатаму ако треба да имам вечерта уште еден оброк, јас го јадам и тој си го оброк. јадеш? Да, си го јадам и понатаму деновите си. Значи како ништо да не само правиш замена наместо ручекот што е дадено дана, тој ден се јадеш јадам друго или вечера и после си продолжуваме, не се казнуваме. Има многу девојки се водат, меѓу кои сум и јас, што не значи нели дека е така правилно. Мене ми е полесно ако знам дека на ручеков, не знам, ќе пијам ракија или не знам, ќе јадам нешто, ќе биде еден долг ручек, јас знам да прескокнам или вечера или појадок. Што не значи дека е правилно, мене ми е поубаво и така се дека враќам. Е погрешно, едноставно секој треба да се го најде своето. Најбитно е да си конзистентен, да не се откажуваш после тоа и да продолжиш. Меѓутоа не значи дека ако јадеме cheat meal треба и да продолжиме и тоа да го претвориме во cheat day. Така е, точно, многу битно. Памтам една твоја објава кога пиша дека целта ти е да стигнеш 58 килограми, ако се сеќавам, и после тоа, нели, ги достигна тие, така беше? Не, немам достигнато се уште. Не ги достигна? Не. Ама имаш објава каде што рече дека не ти е битно више бројката. Што се случи? Што се случи? Јас имам имано. Ја имам имано таа килажа и за мојата висина од 165 сантими. Сметам дека е некоја така нормална за да изгледаш слабо. Во ред, да. Да, таа килажа. Таа килажа имав на некои 18-19 години. Добро. Што не е исто, нормално, ниту телото ти е комплетно различно, уште не си развиен до 18 години. Да, тогаш е многу полесно да ја достигнеш таа килажа и веројатно мене ќе ми беше и многу полесно да ја одржам ако јас не правев прекини во вежбање и во исхрана во тие години. Спомна дека не ти е повеќе битна бројка. Да, не ми е битна. Што се случи? Што научи? Научив дека не е пресудна бројката на вага со тоа како изгледаш. Не зборувам сега да имаш некоја прекумерна тежина и да си се тешиш ти дека не е важно ме збира во огледалово. Туку дека ме збира во огледалово. И се љуѓево. Чим ти има нагледало, значи добро е. Спомна, дали знаеш, мислам ти сигурно го знаеш тоа, 59 килограми можат да личат многу поразлично на човек што вежба и што не вежба. Апсолутно. И поради тоа можеби го сменив начинот на размислување дека јас не морам да ги имам тие 58 или 59 кила за да изгледам како што сакам да изгледам. Нема да навлезам во тоа дали јас сега изгледам убаво или не убаво, тоа е релативна работа. Битно е да си ти задоволна сама со себе. Да, сватив дека не морам да имам таа бројка, сватив дека е окей со моменталната килажа која што
ја имам, која што е негде 67,8 килограми, некојаш варирам до 66, значи Ама ти си цела мускул. Сега. Ти си цела мускул. Не ме Боже да сгреши, да ти сгреши некој, имаш силна рака, ќе го залепиш на зид. Цела си мускул, види, мене ми е битно дека ти си го сватила тоа, дека 59, 58, се едно, колку и да се килограми различно изгледаат на некој што вежба, на некој што нема мрднато, на некој што е полн со масти, некој што има, не знам, 10% масти на телото и помалку. Така да за нас жените, посебно за жените во Pitch воопшто не е битна бројката, туку имаме ние фармерка чалендж. Значи како иначе ќе си купиме нови фармерки секој месец. Така е. Си мериме обем и друго не интересира, си вежбаме, си следиме, си се мотивираме. Кажи ми, имам едно не мене што ме интересира, јас го знам одговорот, туку да слушнат девојките од луѓе како вас, од хероите поготово. Програмата е таа, исхраната е таа, вежбите се тие. Како ти имаш резултати, а некој нема доволно постигнато? Што прави Сара, што не прават тие? Која е твојата тајна? А да кажеме дека и двете исто ја следите програмата. Што правиш ти плюс? Па не знам што правам плюс. Од некој, ако реално се придржува, јас искрено не би знаела да кажам како програмата не работи кај некој, ако навистина се придржува до програмата. Меѓутоа, нешто што е многу важно е дека ние можеби во еден период програмата го навикнуваме телото на програмата. И ни треба некој дополнителен предизвик на тоа. И треба да научиме да си го разбираме телото, ама не да си го разбираме само кога ни вика дека му треба одмор, туку да си го разбираме и кога ни вика дека му треба нешто повеќе напор. Јас така се одлучи да... Не би знаела точно да дадам одговор како тоа програмата кај некој не дава резултат. Не, пример, мене конкретно тука ме интересира што правиш ти повеќе во денот од тоа што не прават тие. Ти трчаш? Во ред, меѓутоа јас моментално трчам 3 пати неделно и вежбам 3 тренинзи од програмава кај тебе, додека другиве девојки кои не трчаат вежбат 5 тренинзи има. Сепак сметам дека движењето и тоа што си активна го забрзува дополнително твојот метаболизам. Апсолутно, тоа не можеме да го исклучиме, меѓутоа исто така сакам да напоменам дека јас не почнав да трчам за да ослабам. Јас прво ослабев, па почнав да трчам. Да, и многу е погрешно ако мислат дека со трчање со прекумерна тежина дека ќе ослабиш, можеш многу полесно да се повредиш. И ред други работи кои си ги носат ризиците. Ако веќе практикуваат таков тип на кардиоактивност за да ослабат, тогаш брзото одење или други вежби на справи, нели на велосипеди, орбитрек во теретана, сега зависи кои услови. Јас исто на почетокот во јануари кога почнав качував скали во теретана по 20 по 30 минути. Таков тип на тренинг, ако сакаш да изгубиш Тоа е со сонот. Дали имаш точно определено време кога си легнуваш? Се трудам да спијам по 7-8 часа на вечер. Се трудам да спијам, некогаш тоа се 6 часа, некогаш е сипол, зависно, бидејќи станувам и порано за на работа. То кога спиеш помалку од 7 часа. А другиот ден знаеш дека имаш во to-do листата трчање, тренинг со Pitch треба да сготвиш храна. Што во тие денови и како се чувствуваш? Се чувствуваш, факт е дека се чувствуваш поуморно, меѓутоа јас ги терам сите активности. А наредниот ден се трудам да си легнам порано. Мене, например, не ми е срам да кажам дека легнувам некогаш и во 8-8:30 на вечер или во 9, за да постигнам да ги одспијам тие часа. Тоа апсолутно дека одзема од времето поминато со семејството, одзема од времето кое што го имаме за да се излеземе на кафе, на забава или не знам каде. Меѓутоа не можеш ти да очекуваш не знам какви резултати ако секоја вечер легнуваш во 1-2 по полноќ, стануваш во 6 или во 7 за на работа. Така. Одиш 8 часа на работа, без разлика колку е таа лесна или тешка физички работата, сепак самото тоа дека ти седиш во некоја просторија 8 часа и си на некаква должност те изморува. Самото тоа што, мислам сега го кажа, е тоа што тебе ти издвојува од останатите и зошто имаш поголем резултат
затоа што сонот е клучен во постигнувањето на целта, а ти се трудиш секој ден да имаш 8 часа сон, додека пак многу жени знаат и да си... Знаеш како гледаат, јас бев денеска на работа, па сакам бе вечерва да изгледам, не знам, 2 епизоди или да ќе седам до 1:30, другиот ден се во 6 и тоа од негде мора да црпне, значи мора да се Јас не се сеќавам колку време немам гледано ниту филм, ниту серија. И тоа е супер, и тоа е добро. Едноставно времето кое што би го потрошила на тоа, јас ќе си направам, ќе си извежбам, ќе си истрчам, ќе си спремам оброци за нареден ден. Не се пронаоѓам во тоа да лежам пред телевизор и да гледам. Јас и во тој период кога не вежбав, се занимавав со друг тип на хоби, со рачните изработки и тоа е со седење работа, апсолутно, меѓутоа мене мозокот и раците ми се зафатени цело време. Така е. Кажи ми, што најмногу ти се допаѓа од апликацијата? Исхраната, вежбите или самата мотивација на девојките и групата која што ние нели даваме посебно значење и акцент? Што најмногу те радува кога ќе ја кликнеш апликацијата? Да ги прочитам постовите од девојките, која што направила, која извежбала, која не извежбала, која стигнала, која не стигнала. Веќе, знаеш како јас знам што треба да јадам во текот на денот и мене не ми зависи, ете пред некој ден не работеше апликацијата, мене не ми зависи да прочитам мени за да знам што да јадам. Знам што да јадам, знам од прилика кој е распоредот на вежби. Посебно ако си подолго време со нас, веќе горе-доле знаеш како да си го испланираш денот. Најмногу поради тоа и сум пишувам во апликацијата, баш поради таа мотивација, дружба која што ја има. Сум се запознала со неколку девојки од армијата и приватно надворот, нели, од армијата. Поради тоа најмногу. А како што кажав, супер си планот и вежбите, меѓутоа јас знам што треба да правам и без да прочитам слепо. На искусен вежбач, посебно како тебе, потребна му е мотивација и да не се чувствува сам низ целиот процес. Не сме секој ден 100% мотивирани. Баш напротив, многу малку денови сме мотивирани стрикно за да вежбаме или за било каква физичка активност. Дисциплината која што се стекнува е она што те води. Како што кажав, јас знам дека штом дојдам од на работа, јас треба да одам во теретана или да истрчам, а после тоа било што друго. Со тоа што ја постигна целта. Со тоа што ја имам постигнато целта. До некаде. Си задоволна. Така, со тоа што си задоволна како изгледаш, што се промени кај тебе, освен телото и физичкиот изглед? Дали почувствува некаква промена во енергијата? Апсолутно, во самодовербата? Да, апсолутно. Па и начинот на размислување се менува. Значи, поинаку гледаш на работите, не знам, ете и со пишувањето кое што го имав, јас сум по природа многу посрамежлива личност, А воопшто не ми остави впечаток според сторињата и објавите кои што ги објавуваш, дека си срамлива личност. Мислиш ли дека заради тоа што до некаде ја изгради таа самодоверба, се опушти и не ти беше гајле кој што ќе рече и се почна да си објавуваш и на социјални мрежи и во групата? Мислиш ли дека е тоа дел? Па, веројатно е. Веројатно е. Се си придонесува, едноставно стануваш друга личност. Не си веќе истиот. Не си ниту физички, не си ниту ментално. На подобро. На подобро, апсолутно. Нормално. Видиш, што им препорачала на девојките, да речеме дека се во ситуација, состојба која што си била ти пред да започнеш, што би им дала совет или што би и дала совет на Сара од денешна перспектива? Да започнат сега, во моментов. Додека не гледаат. Не во понеделник, не на први, не од утре сабајле, туку започни сега. Секоја промена, секој мал чекор кој што го правиш придонесува за да станеш ти подобра верзија од самиот себе во нареден период. Ние не се надпреваруваме овде која да биде подобра од некоја друга, туку се надпреваруваме сами со себе да станеме подобра верзија од нас, од она што сме биле ние вчера. И утре ќе сме подобра верзија, и задутре ќе сме подобра верзија. Со мали чекори секој ден. Се е тоа со мали чекори. Јас не стигнав до тука, наеднаш не стигнав преку ноќ. Ниту со вежбањето, ниту со трчањето. Јас имав пишано еден пост во групата на почеток дека кога почнав тоаш во јануари да одам во теретана, дека сум се изморила од што сум ги извадила теговите од некој претходен вежбач пред мене. Сега
истата таа килажа, се не сеќавам колку биле, меѓутоа веројатно истата таа килажа сега и ја подигнувам. Меѓутоа сето тоа стигнало постепено, ништо не се случило преку ноќ. Затоа не станува полесно, ти стануваш посилен. Не случајно се кажало и тоа е стварно е вистина. Промената треба да започне во овој момент. Ако мислиш дека треба да направиш некоја промена, не треба никој да ти каже за тоа, треба сам да си свесен. Штом станеш сам свесен, веќе си на пола пат. Сара, фала ти многу, јас мислам дека не пропуштив нито едно прашање, доволно ни раскажа за тебе, за твоите почетоци, за тоа како ти е сега и тоа дека нели тек допрва има да се достигне целта, знаеш, тие што најмногу вежбаат, тие никогаш не се задоволни од сами себе. Тие стално сакаат нешто и тоа те мотивира да одиш напред. Тоа е убавината. Ние буквално си се резбаме помалку секој ден, не да бидеме перфектни, туку да бидеме подобри од вчера. Да бидеме подобри од вчера и тоа е тоа што нас не да бидеме подобри од вчера. Тоа е покажува дека сме силен карактер и дека сме во оној мал процент од луѓе кои што ги прават работите кои што никој не сака да ги прави. И мене тоа е тоа што ме движи многу повеќе од изгледот, заради тоа што знам дека сум во тој мал процент и правам работи што 98% неќе да ги помисли, а не па да ги направи. Така да фала ти и ти си од тој мал процент и мило ми е што седиме една до друга и го правиме ова како муабет. Ова ти е едно мало внимание од тимот на Pitch Army да те подсетува дека си херој не само наш, туку и на целата армија. Фала ти уште еднаш. Фала ти на тебе и навистина ми значи ова. Да те гушнам. Тоа мислам дека супер ни беше муабетот, дека не беше страшно.